Со одлука на Советот, општина Куманово додели на трајно користење движни ствари на 3 јавни предпријатија. Советниците вчера дадоа зелено светло со 10.000 куќни ултразвучни водомери добиени од Министерството за транспорт и врски да располага давателот на услугата, јавното предпријатие Водовод. Со празничните украси да стопанисува јавното предпријатие Куманово паркинг, а одреден број на клупи и корпи за отпадоци набавени претходно од општината да бидат предадени на чистота и зеленило. Сакам да ви известам дека согласно програмата за уредување на градежно земјиште постои ставка украсување на град Куманово и согласно таа ставка ЈП Куманово паркинг има спроведено постапка за јавна набавка врз основа на која има набавено новогодишни украси за украсување на градот. Општина Куманово смета дека со истите движни ствари треба да располага ЈП Куманово паркинг по претходен договор, односно тие да го вршат украсувањето на градот. Па така, за тоа е предложена оваа предлог одлука. Во однос на втората предлог одлука за пренесување на користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавно предпријатие Водовод, тука сакаме да појасниме дека се работи за 10.000 куќни ултразвучни водомери со комплетна опрема за далечинско читање, програмирање и конфигурација, вклучувајќи го и софтверот за намалување на загуби. Овие средства се доделени од Министерството за транспорт и врски врз основа на договор за грант. И тие водомери, правната процедура во однос на тие водомери од страна на Министерството е завршена во 9 месец 2022 година, со кои што се примопредадени дел на тие движни ствари. А исто така во на 13.1. Министерството за транспорт и врски не има известено дека по согласно договорот сме должни тие 10.000 куќни водомери да ги предадеме на трајно користење на давателот на услуги, во конкретен случај ЈП Водовод Куманово. Третата точка се однесува на давање на трајно користење на движни ствари на ЈП Чистота и зеленило. Тука се работи за 80 клупи со наслон од метални и дрвени елементи и 46 корпи за отпад. Истите се набавени од страна на општина Куманово врз основа на договор за набавка, транспорт и монтажа на урбана опрема за потребите на општина Куманово на 3.10. исклучен на 3.10.2022 година, со оглед дека тие се набавени од страна на општина Куманово, а со нив со тој дел, со таа надлежност ја извршува Чистота и зеленило, им ги сметаме дека треба да им бидат дадени на трајно користење на ЈП Чистота и зеленило. За пофалба е интересот на централната власт да помогне во намалување на трошоци во вода со обезбедување на така значаен број на водомери, кои што ние сега, со оглед на тоа дека се работи грант од државата кон општината, ќе ги предадеме на јавното предпријатие кое што е надлежно за стопанисување со овие објекти. Ние претходно имавме една транша од 10.000 други водомери кои што веќе се инсталирани и сега нови 10.000, и тоа е тренд кој што треба да продолжи, бидејќи ова јавно предпријатие се соочува со еден огромен проблем кој што се вика губитоци на вода. Добро е што е предвидено тука и околу прашањето за губитоци на вода и веројатно тоа ќе остане проблем кој што ќе ги надмине нели овој состав на совети, повеќе децениски проблем кој што сигурно не може да се реши за еден мандат на еден градоначалник, еден совет или слично, работа која што ќе помине во континуитет. Исто така е многу логично и добро е тоа што сега носиме одлука, овие набавки кои што се однесуваат на отпад да бидат канти и слично, да бидат доделени на јавното предпријатие за стопанисување со овој делокруг на работа или обслужување на овој јавен интерес на граѓаните. Но малку е нелогично во првата точка кога се претстапуваат украсите за определени прослави, новогодишни и слично, да останат повторно во ова јавно предпријатие кое што некогаш порано се занимаваше со оваа дејност, која што му е неприродна,
јавно осветлување и сега ние на ова јавно предпријатие му доделивме покрај основната дејност паркинг и услуги од паркирање, му дадовме да управува со спортските терени, па сега уште и да го украсува градот. Мислам дека тоа се прашање на кои што ова не го кажувам заради намера да се смени нешто, тоа многу тешко ќе се смени. Меѓутоа ние мораме да размислуваме во иднина како да го решиме овој проблем. Ова е важен сегмент кој што треба да се вклучи во сите овие аспекти на таа така потребна туристичка понуда, потреба за разубавување на градот и слично. Но дали ова јавно предпријатие треба да остане носител на овие работи е за мене дискутабилно и не знам, ова само сакав да го споделам пред јавноста како една дилема која што стои, која што ќе мора во иднина поинаку да се реши според мое скромно познавање на овие работи. Само сакам да појаснам дека во претходно донесената програма за уредување на граждано земјиште е предвидено дека како носител на таа програма ќе биде во тој дел, ќе биде за украсување на град, ќе биде јавното предпријатие за Куманово паркинг, така да таа програма е изгласана. Во ред кога би се носела евентуално друга програма, тогаш ова прашање би можело да биде разгледувано од страна на советниците и да се даде некоја поинаква насока во таа работа. За предлог одлуките за давање на трајно користење на движни ствари сопственост на општина Куманово на јавните предпријатија Водовод, Куманово паркинг и Чистота и зеленило гласаа вкупно 20 советници.